Во рамките на предизборните представувања на политичките партии, овој пат разговараме со лидерот на Алијансата за албанците, кој истовремено ја предводи коалицијата Алијанса за албанците и Алтернатива, господинот Зијадин Селја. Господине Селја, идејата за албанец премиер ја коментиравте како прилично неискрено од страна на вашиот политички опонент. Но од друга страна изјавивте дека албанците се родени за лидери. Дали сметате всушност дека на гласачите им е поважно да имаат албанец премиер или да имаат попристојни услови за живење? Јас не сум против идејата премиер да биде, не знам, албанец или некоја друга етничка заедница, ама јас сум многу против премиери да бидат и политичари македонци, например. Премиер треба да биде премиер кој ќе биде премиер без етничка ознака и нема да ги гледа со различни очи и албанците, и македонците, и турците и така натаму. А во ова ситуација, вакви идеи се идеи кои идат како резултат на стравот, дека идат во опозиција. Ако албанските политички партии имат некој предлог што се однесува и до другите политички партии албански, ние имаме изградено еден меканизам, инструмент политички кој се вика масата на албанските политички партии во кои се представени во парламентот. Ако господинот Амети имаше некој предлог, требаше тука да го каже и да го образложи. Јас инсистирам од кога е излезен овој предлог, да излезе на дебата и да дебатираме околу овој предлог. Тоа е само за политички цели, за ништо друго. И мислам дека албанците и не веруваат во такви лаги, веќе сити се со лаги. И албанците ќе ја подржат нашата коалиција. Ако овие примери кои што сега ги спомнавте покажуваат дека навистина постои поделба во општеството во однос на етничката основа и дека тоа не е начинот на кој што треба да се гради граѓанско општество за сите, зошто тогаш јавно ги повикувате албанците да гласаат за албанските кандидати? Зошто е толку важен етничкиот предзнак, а не квалитетот на личноста кандидат, например? Јас зборував за етничкиот предзнак кога станува збор за премиер. Не зборував за другиот дел, за каде треба да оди гласот. Зошто? Ево ќе ви покажам. Дали сте познати со феноменот само декларативно македонците се пишуваат албанци и им го земат работното место на албанците? Дали го знаете? Каде тоа се случува? Тоа се случи пред неколку месеци во Скопје. И излезе градоначалникот на град Скопје Шилјогов и рече јас не можам да им се мешам како се чувствуваат граѓаните. Нели? Тоа се случи пред неколку дена во затворот во Тетово, каде што тројца се вработени само декларативно. Препишани изјавуваат декларација дека се чувствувам албанец, нели? Или се чувствувам турчин или ром, само за да им го заземе местото. Тоа значи дека уште не се стекнати условите за да не имаме политички партии без етнички предзнак и тоа ќе се случи во моментот кога ќе го спречиме дискриминацијата, експлоатацијата и кога ќе профункционира и рамномерниот економски развој. Се додека манипулативно ја водат ова работа македонските политички партии, ние гласно ќе се спротивставиме. А од друга страна, познати ли сте со изјавите на Мицковски и на Заев? На кои изјави мислите? Дека тие ќе се здружат за да прават влада само на македонци, со македонски политички партии, за да спречат некои џомити условување од некои... Кога тоа го изјавиле? Јавно таква изјава? Нема 4-5 дена. На дебата, која беа, не знам во која телевизија.
Сигурно Дека треба. нема да дозволат да ги оценуваат. Не, Тоа да. дека ќе направат и влада од македонски политички партии. Ако мислите на таа дебата која што јас ја гледав, не беше баш така кажано. Меѓутоа, добро, да не Ајде да навлегуваме слушам во... како беше кажано. Ако зборуваме за истото телевизиско соочување кое и јас го гледав, таму беше кажано и од страна и на едниот и на другиот против кандидат дека се отворени да преговараат, но дека нема да дозволат уцени. Но да го оставиме тоа настрана, да зборуваме повеќе за вас и вашата програма. Господине Селја, какви се реално вашите шанси на предстојните избори? Според ваши партиски математики и проценки, колку пратенички места би можеле да освоите? Ние ќе победиме. Јас не сакам да бидам несериозен и сега да зборувам со број на пратеници. Тоа е право на граѓаните кои ќе не гласат и мислам дека граѓаните се одлучени овој пат да донесат промена, бидејќи кај албанското општество тука тоа е многу потребно. Не заборавајте дека ние живееме во монизам како општество. Македонската опозиција во 2015 ги поддржуваше протестите, шарената револуција и памтам првото што го рече господинот Заев беше: нас ни фали демократија, бидејќи 10 години владее само една партија. Истиот после оневозможи демократија и кај албанското општество и за локални избори го поддржа ДУИ. И нас ни треба демократија и промена. Бидејќи 18 години на власт само една политичка партија, тоа значи дека албанците се разочарани. Немат и тоа поради тој факт секој ден си бегаат од оваа држава. Затоа промената е многу важна, не е лукс, него треба и мора да дојде. Албанците се решени да ја донесат таа промена, а ние само ќе се грижиме промената да значи нешто, а не само физички да се менја од една партија со една друга партија. Ако сте убедени во вашата победа на 15 јули, со која од македонските партии би можеле постизборно да коалицирате? СДСМ или ВМРО-ДПМН? Не знам зошто ова прашање мора да биде во секој интервју. Не знам, најмалку една година имат. И ме прашуват. Веројатно затоа што тоа е реалноста до која што по изборите ќе дојде. Јас сум сериозен и свесен за ситуацијата во која се наоѓаме, нели? Затоа, одговорот на вашето прашање е: јас ви велам дека ние ќе ги победиме овие избори. Денот кога нашите гласачи, граѓаните, ќе го легитимират нашата програма и платформа. Од тој момент, јас не сум Зијадин Селја, него сум програмата и платформата кои тие граѓани со глас ја имат гласано и дадено легитимитет. И како резултат на тоа, ние ќе седнеме да коалиционираме со таа политичка партија која ќе ја прифати таа програма. А во таа програма стои исто така дека иреверзибилни процеси нема да постојат и нема враќање назад од нашиот пат. НАТО веќе сме членка и Европска Унија. Договорите се соседите треба да се почитуваат и така натаму и така натаму. Зошто е толку тешко да се оформи силна албанска опозиција која што ќе биде сериозен конкурент на Демократската унија за интеграција која е речиси 18 години е на власт во земјава? А од каде информација дека зошто не може да се оформи една силна опозиција? Таа веќе е оформена. Јас ви велам дека ние ќе ги победиме изборите. Не заборавајте дека ние на политичка сцена сме од 2015. Значи 5 години, нели? И сме успевале во локални избори да добиеме 3 општини. Ние како Алијанса за албанците, нели? Уште повеќе ако не беше помошта на Заев и на ВМРО и на целата власт за да ни го украдат резултатот во Струга, во Девар и многу други општини.
Значи, таа опозиција беше сериозна, а сега таа опозиција уште недела дена ќе биде мнозинство и ќе биде дел од власт. Можна ли е победа на СДСМ во 6-та изборна единица, како што неодамна најави Заев? Како го коментирате тоа? Јас ја сваќам тенденцијата на Зорен Заев за да политички ги асимилира албанците. Тоа е неговата цел. Преку вакви коалиции. И тоа е и неговата желба за овие избори. Ама албанците нема да дозволат на крајот кога граѓаните ги гледат резултатите, нема да дозволат она што секогаш на крајот со бои покажува која партија има победено. Црвено-црно е бидено секогаш 6-та изборна единица и така ќе продолжи да биде. И ќе им дават порака и на Заев, и на сите кои прават такви авентури, дека тоа нема да функционира кај нас. Господине Селја, како и дали воопшто ќе се борите против поранешните практики на одредени политички партии, еве конкретно да ја именуваме Демократската унија за интеграција, кои доведоа до тоа да се уште има еден голем број на административци, вработени според рамковниот договор, кои што седат дома и зимаат плата. Значи не одат на работа, а се платени. Тоа е уште една девијација, феноменна девијација како што се и казината, кој има за цел да ни го расипат младиот човек во државата. Во овој случај, јас се прашувам зошто има само албанци кои си земат плата и си седат дома, нели? Ми наликува на политики од 18-тиот и 19-тиот век, кога во резервати се пуштеа одредени автоктони народи и после низ години станаа само пијаници и коцкари кои седат цел ден во казино, нели? И такви девијации ние ќе ги спречиме. Како? Еден од основните работи кои ние го имаме и во нашата понуда е закон за правична застапеност. Преку тој закон треба да се почитува етничката реалност во секоја општина или ако има некоја институција која е од централно ниво, пример, судот во Тетово, основниот суд во Тетово, кој покрива сите рурални општини што спаѓаат во Тетово. И не може ние да толерираме денеска тој суд таму да има 14 суди и македонци, само 4 албанци. Исто обвинители, така натаму, исто и полицајци. Затоа имаме устав, е решен едно право на граѓаните, кој ги има сите граѓани внатре, ама некој изгледа го манипулира, ели? И тој за да биде успешен и да спречеме појава под режија на СДСМ некој декларативно да се декларира албанец и да зафати место на некој друг, на еден албанец, за тоа треба закон. И ние еден од условите за коалиционирање ќе ни биде закон за правична застапеност. Со тоа сакаме да вратиме едно право и сите етнички заедници колку се представени во таа општина, толку ќе треба да бидат представени и во администрацијата. Нели? Тоа се однесува и на македонци, на албанци, на турци, на роми, на власи, и на сите етнички заедници. Господине Селја, ви благодарам за разговорот. Благодарам на вас. Вам, почитувани, ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Довидување.